Стартуваме со најновите информации и во овој дневник ви ги пренесуваме најактуелните настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Што се подготвивме за вас, ке погледнете веднаш по најавите. Земјоделците се жалат на слабиот откуп и ниската откупна цена на праските. Кавадарчани со поддршка за најтрофејниот тренер во Македонија со мирен протест пред Ојо Велес ја искажаа својата поддршка. Расте бројот на загинати во пожарот во лондонската зграда Гринфел. Голем број се водат како исчезнати. Земјоделците производители на праски, родот на место на пазар го истураат во депонија. Се жалат на ниските откупни цени. Велат дека годинава нема да можат да си ги покријат ниту трошоците, а камоли да имаат некаква заработка. Бараат од владата да обезбеди пласман за производството. Поранешниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадинов денеска оствари средба со дел од земјоделците. Земјоделците од Росоман се незадоволни од ниската откупна цена на праските. Една гајба праски им се откупува за само 60 денари, а трошокот за гајбата останува на земјоделците. Се жалат и на тоа што наместо на 1 април водата за наводнување била пуштена на 15 јуни, што резултирало со послаб квалитет на праските. Нешто нема квалитет праската, па и ова министерството или водостопанство водата не ја пушти на 15 јуни. Тоа е жива срамота. Порно пуштаа 1 април, сега 15 јуни, тоа е више месец и пол каснење. И за тоа немаше ни квалитет и сега праските еве што се дешава. Али тоа се одразе после 5-10 години, се одразе тоа. 30 денара ми се фаќа праската без гајба. Ајде еве нека кажи, еве министерот беше тука, нека кажи дека со овие цени можеме да обстанеме ние, не можеме да обстанеме. Ваа цена нема горивото да го извадиме, а не да ги платиме трошковите. Нека барат, нека прават начин владата, ете сега ги избраме, нека барат начин таму, нека направат цена, нека доведат купци. Тие побараа од владата да обезбеди пласман за производството. Представникот на лозарите Љупчо Аризанов предупредува дека доколку не се преземат итни мерки за решавање на проблемот околу извозот на праските, овоштарите не ќе можат да ја поминат годината. Не може од почетокот до сега да имаме извезено негде околу 4 до 5 камиони. Тоа апсолутно е занемерувачки, која што дневно од самиот Росоман, тоест од праскарскиот дел во Македонија, кај што испаѓа од 10 до 12 шлепери дневно, а ние до сега дали имаме 5 камиона извезено. Мислам дека состојбата е ептена алармантна, мерките треба да се превземат, а што понатаму владата нека ги согледа сите проблеми и да одлучува по тоа и да бара трајно решение кое што ќе се најде во пресвет на самите земјоделци, за да можат да испаднат и они на крај да може да преживеат во годината. Земјоделците денеска ги посети поранешниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадинов. Тој на лице место изврши увид на проблемите на земјоделците во Росоман. Вие да се уверите дека состојбата е тешка, со откупот не е како ланскиот период, минатата година, каде што земјоделците добиваа по 35 денари за килограм, па до 50 денари се движеше цената за килограм праска. Можам да кажам дека навистина земјоделците се соочуваат со огромен проблем. Имајќи предвид фактот дека и во месец април се соочија со раниот пролетен мраз, каде што ја зафати територија на цела Република Македонија, со исклучок на две општини. Костадинов упати повик до владата предводена од СДСМ на итна и вонредна владина седница
да донесе одлука за 100% обештетување на земјоделците погодени од мразот, како и мерки за дополнителна поддршка кои што на овоштарите ќе им овозможат да ја преживеат оваа година во која земјоделците имаа проблеми со измрзнувањето на културите. Намалени критериумите во новата програма за користење на европските пари. Земјоделците и земјоделските фирми кои сакаат да аплицираат за кофинансирање од ИПАР 2 програмата мора да бидат регистрирани во системот за идентификација на земјишните парцели. Земјоделците и земјоделските фирми кои сакаат да аплицираат за кофинансирање од ИПАР 2 програмата мора да бидат регистрирани во системот за идентификација на земјишните парцели со точно определена минимална големина во зависност од културите кои ги одгледуваат. Критериумите во новата програма за користење на европските пари се намалени. Површините за овоштарници, лозја и пластеници треба да бидат најмалку 0,3 хектари, за расадници 0,1, половина хектар за зеленчук на отворено, а за набавка на земјоделска механизација за житните култури треба да имаат 1 хектар. Што се однесува до сточарството, стадата мора да се регистрирани со минимум потребниот број на животни или пак бараниот број на добитокот да се достигне до крајот на реализирањето на инвестицијата. Минималниот потребен услов е да се поседуваат 5 крави или 12 телиња, 15 овци или кози, 16 маторици или 300 прасиња и 1400 бројлери или 700 неселки. Општинската организација на СДСМ Велес денеска излезе со обвинение до општината. Од СДСМ тврдат дека изведбата на тротоарите во селото Мамутчево, наместо да го олесни животот на жителите од ова село, им направи дополнителна штета. Целосно неточни се изјавите дека во Мамутчево тротоарите се лошо проектирани, пишува во писмената реакција од општина Велес. Од општинската организација на СДСМ упатија обвинувања до локалната самоуправа за изведбата на тротоарите во село Мамутчево. Според нив, тротоарите се лошо проектирани и при секој обилен дожд на неколку локации, стамбените куќи се поплавуваат од атмосферските води. Дополнително, ново улицата е стесната и се отежнува движењето на сообраќајните возила. Ваквите избрзани зафати, кои се прават непрофесионално и без консултација со локалното население, само трошење на општински пари за проекти кои не само што не носат добро на граѓаните, туку и дополнително им го тежнуваат секојдневниот живот. Истовремено, ќе треба да се потрошат дополнителни пари за санација на штетите од овој проект, што дополнително ќе го оштети општинскиот буџет. На пресконференцијата на СДСМ, писмена реакција испрати општина Велес, во која меѓу другото стои: целосно се неточни изјавите дека во Мамутчево тротоарите се лошо проектирани. Изборот на фирма која ги изведува истите е направено согласно сите законски прописи. За подобро информирање на граѓаните на Велес, сакаме да кажеме дека на СДСМ им смета големата градежна офанзива која сега се случува во Мамутчево. Никогаш досега во ова населено место не се градело со ваков интензитет како сега. Во Мамутчево се целосно реконструирани дури 7 улици со вкупна должина од 1100 метри. Се направија тротоари и местото има убав лик. При тоа треба да се има предвид дека средствата од речиси 6 милиони денари, колку што изнесува реконструкцијата, се обезбедени преку грант од Светска банка, односно за овој проект, општина Велес воопшто не троши средства од буџетот, се вели во писмената реакција на општина Велес. Трибина на тема идеологијата на ВМРО низ историјата и денес се одржа во Неготино. Целта на трибината е 27 годишнината од формирањето на ВМРО ДПМН и 124 години од формирањето на ВМРО. Во организација на Унија на жени на ВМРО ДПМН од Неготино се одржа трибина на тема идеологијата на ВМРО низ историјата и денес, а неколку дена пред 27 годишнината од формирањето на ВМРО ДПМН и 124 години од формирањето на ВМРО. На трибината говореше еден од основачите на ВМРО, Мане Јаковлески.
да поразговараме, да им објаснам како ја формиравме ВМРО ДПМН, како поминавме на изборите и што понатака. Сега сме опозиција, меѓутоа се надеваме дека многу брзо повторно ВМРО ДПМН се врати на местото каде што му припаѓа, значи да ја преземе власта во Македонија, затоа што ВМРО ДПМН за овие 11 години направи многу повеќе од колку што сите партии досега или сите влади во Македонија го направија. Јаковлевски му порача на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски да истрае во овие моменти и дека оваа партија мора да продолжи понатаму да работи во интерес на Македонија. Додаде дека ВМРО ДПМН многу брзо ќе се врати на власт. Нашата партија секогаш се борела и ќе се бори за самостојна, суверена и демократска држава. На трибината во Неготино присуствуваат членови и симпатизери кои ја даваат својата поддршка за партијата. Роднини, пријатели и спортски колеги протестираа пред основното јавно обвинителство во Велес. Велат БП не го сторил делото за кое е осумничен. Бараат мерката притвор да се замени со друга мерка за предпазливост. Семејството и представници на клубот остварија средба и со јавниот обвинител. Мирен протест пред основното јавно обвинителство во Велес. Протестираа роднини, пријатели и познаници на кавадарчанецот БП, осомничен за полов напад врз дете. Бараат притворот во Шутка да му се замени со домашен притвор. Мојот татко е невин и сите кои го познаваат ќе потврдат дека делото за кое е осомничен, тој не го сторил, рече Дивна Пешиќ. Во процесот на оваа голема неправда да допринесеме да се исправи една голема грешка пред се во водењето на постапката против татко ми Благој Пешиќ, кој што е осомничен за едно многу големо дело кое што на некој начин тоа дело не ни постои без разлика што се уште не е докажано и во самиот исказ и во самата постапка која што е од стартот направена има доста неправилности, се работи за еден голем случај кој што е наместен. Пешиќ додава дека незиниот татко е нетрофеен тренер во Македонија, дека создал тројца олимпици. Физичките контакти кои се споменати во делото се дел од тренингот за секој стрелец, вели таа, а потврдува некогашниот стрелец, а сега тренер Горан Илиев. Мора да има одредени искривувања во телото, јас себе би можел да ви покажам, кои што тренерите нас ни ги укажуваат, меѓутоа некој пат и со некои тие мали физички контакти мора да не наместат за да едно 90% од тој наш став пушката биде нацелена кон метод. И управата на клубот верува дека осомничениот не го сторил делото. За Благој рака би дал. Тој е човек кој што на мравка не би газал. Ја бев изненаден кога сопругата него ми се јави вака и вака Киро. Тоа да правиме, викам. Ќе се бориме со правда. Ќе докажеме дека кај Благој нема грешка. Долги години го познавам осомничениот. Ни беше како втор татко. Не верувам дека тој го сторил она за што е осомничен, изјави пред новинарите Надица Апостоловска Димитриевска. Прекрасен. Тој ни беше како втор татко. Значи израснавме со него, јас од 12 години сум со него, значи сме иделе на превари во државата и странство и по недела дена сме имале поддршка од нашите родители што не доверувале на него. Тој бил едноставно дел од нашата фамилија. Мирниот протест траеше 2 часа. Семејството и представници на клубот остварија средба со јавниот обвинител. Според информациите со кои располага К1 телевизија, истрагата се уште трае. Обвинителен акт засега не е подигнат. Полициска станица Кавадарци поднесе кривична пријава против 52-годишниот теста од Кавадарци, чувар во државниот ученички дом, поради постоење основи за сторено кривично дело облјуба со злоупотреба на положбата во обид. 52-годишниот ТС од Кавадарци, чувар во државниот ученички дом Крсте Петков Мисирков, се здоби со кривична пријава од страна на полициската станица Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, облјуба со злоупотреба на положбата во обид. Имено на 28 јануари годинава, околу 19 часот и 35 минути, додека бил на работа во ученичкиот дом,
Влегол во спалната соба на 18-годишната ученичка РД и се обидел да ја наведе на полово дејствие, информира Министерството за внатрешни работи. Земјотрес со магнитуда од 2,6 степени според Рихтеровата скала е почувствуван изутринава во 6 часот и 7 минути во Скопје и околината. Според Европскиот медитерански сеизмолошки центар, епицентарот на земјотресот бил на 12 км северозападно од Скопје, на длабочина од 10 км. За сега нема никакви штети ниту последици од земјотресот. По продолжение вести од Македонија. Денес и официјално започнува со работа новата фабрика на американската компанија Adient, поранешен Johnson Controls, во својот новоизграден капацитет во технолошко-индустријската развојна зона Струмица. Во моментот работат над 800 луѓе. Планираната бројка е да достигне до најмалку 1300, а многу веројатно е таа да се зголеми до 1500 вработувања. Многу значајни за Струмица и околината, напиша претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на социјалните мрежи. Ова е продолжување на успешната приказна на компанијата Adient, која е најголем производител на автомобилски седишта во светот. Пред 2,5 месеци бе во посета на градежните работи во зоната во Струмица и како што тогаш ветивме, оваа инвестиција сега се остварува и ќе значи огромен потенцијал за развој на градот Струмица и сигурни најмалку 1300 вработувања за Струмица. Ова е конкретен придонес за развојот на економијата и обезбедување на напредокот на граѓаните. Токму затоа еден од столбовите на ВМРО ДПМН беше поддршка на домашното стопанство и привлекување на странски инвестиции за додатно забрзување на општиот економски развој, пишува меѓу другото Груевски. Неизвесен откупот на пченицата, земјоделците незадоволни, се чека интервенција од државата. Очекуваните приноси годинава се преполовени во споредба со минатата година. Во вакви услови за стабилизирање на пазарот, препорака е да се изврши интервентен откуп на пченицата од страна на Бирото за стокови резерви пред стартот на откупот, за да бидат заштитени сите страни и да има стабилност на пазарот. Битно е да се собере секој зрно, бидејќи ако се зголеми откупот, автоматски интересот за сејдба за следната сезона ќе се зголеми, а со тоа и површините со житните култури. Исто така предлагаме доколку има потреба да се субвенционира лагерување во постоечките капацитети. На овој начин цената на пченицата и јачменот по завршувањето на жетвата и сместувањето на количините ќе биде 20 до 30% повеќе. Инаку вообичаено во вакви случаи на намалено домашно производство не е исклучена можноста да има пораст на цените на финалните производи. Изјави Огнано Ровчанец, председател на Агробизнис комората. Заменик председателот на Агробизнис комората Горан Ѓоргиевски вели дека зголемувањето на цената на пченицата ќе значи зголемување на цената на брашното, а со тоа и цената на лебот. До сега нема разбирање од новата влада и министерот Љупчо Николовски не се произнесе за овој проблем. Според официјалните податоци, минатата година од 80.000 хектари насејани со пченица, родот тежеше 306.000 тони или 60% повеќе во споредба со претходната жетва 2015 година. Просечниот принос беше 3800 килограми на хектар. Зголемувањето на цената на лебот ќе доведе до намалување на стандардот на граѓаните. Министерството за одбрана на САД склучи сделка за продажба на воени авиони F-15 на Катар. Американскиот министер за одбрана Джеймс Матис го потпиша договорот во вредност од 12 милиарди долари, заедно со катарскиот колега Халид Ал Атија, соопшти Пентагон. Стеј департментот ја одобри продажбата во ноември минатата година. Според американски медиуми, Доха купува 36 авиони од типот F-15. Вести од светот во продолжение. Најмалку 12 лица загинале во пожарот кој ја пеплоса висококатницата во Лондон. Градоначалникот Садик Кан изрази стравување дека бројот на загинати може да порасне, бидејќи се уште е голем бројот на станари кои се водат како исчезнати. Расте и бројот на хоспитализирани лица. Лекарска помош во лондонските болници укажана им е на 78 лица, а медиумите пренесуваат дека 18 се во критична состојба. Истрагата за настанување на пожарот продолжува, а во меѓувреме многумина во Лондон го доведуваат во прашање начинот како е градена зградата.
Гренфел Тауер е изградена во 1974 година и вчера речиси целата изгоре. Експертите тврдат дека зградата нема да се урне. Последната анализа на УНИЦЕФ покажува дека секое пето дете во богатите држави живее во сиромаштија. Покрај недостигот на храна, голем проблем е и образованието. За потребите на извештајот УНИЦЕФ анализирал 41 држава со високи и средни доходи од Европа, Источна Азија, Океанија, Северна Америка, како и Израел, Мексико и Чиле. Најдобри резултати по неколку показатели за децата имаат скандинавските држави: Германија, Швајцарија, Јужна Кореја, Словенија и Холандија. Јужна и Источна Европа, како и државите од Латинска Америка, покажуваат тенденции на највисоки нивоа на детска сиромаштија според анализата. Според истражувањето, Јапонија, Америка и Канада се меѓу државите со најслаби социјални и даночни политики за намалување на сиромаштијата кај децата. По сончевото претпладне метеоролозите најавуваат променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, нестабилно со пороен дожд и грмеж. Локално процесите ќе бидат и поинтензивни со пообилен пороен дожд, засилен ветер и услови за појава на град. Во вечерните часови нестабилно ќе биде и во југоисточните делови, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утре во текот на денот нестабилно ќе биде во јужната половина од земјава, каде локално повторно ќе има услови за процесите да бидат поинтензивни. Поради спуштање на постудена воздушна маса, позначителна нестабилност се очекува во петок кон сабота. Ова беше последната информација. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.